Го предизвикува мојот колега да ославе и да извади стомачни за 47 дена. Доколку успее да го направи ова, како дополнителна мотивација, ќе му земе патики од 300 евра, но ако не успее да го направи тоа, платата за април 50%. Скидате, брат сме. Прво што ќе направиме, ќе измериме телесна килажа да видиме колку тежи и колку треба да намалуваме. Прилика мојата претпоставка дека ќе треба 8 до 10 кила да се ославе, што ќе биде малце агресивно, но ќе се пробаме за да се извадат стомачци. Поради тоа што знаеме дека силата не му е проблем. Стварно многу крева и плюс се работи на трчање и на хайрокс тренинзи, ќе сакаме да ја тестираме неговата сила body weight. Да направиме неколку движења кои што се традиционални, нели да речам калистеникс. Поради тоа што кога ќе биде полесно, сигурно ќе може повеќе да ги прави, полесно да ги прави, па би сакал да ја видиме таа разлика за овие 47 дена. Тегни, 10. Толку. 5. Следниот тест ни е бърпи со скок во должина и ќе ги мериме колку дистанција ќе успее да испука во 2 минути. 30 секунди. Браво. 30 секунди. Има време. Браво. Браво. 3, 2, 1. Исклучи газ, газ. 4 дужини е доста импресивно, искрено, многу е добро. Слушам, мозокот да боли. Сега ние идеме да ја спремиме диетата, ќе спремиме суплементација и ќе се видиме на следниот чекин. Првично почнуваме со дефицит од 500 калории дневно. Или за него тоа ќе бидат вкупно 2400 калории за еден ден. Има 4 до 6 отприлика тренинзи на ден со клиенти, каде што согоруваме калории преку НИТ, односно тоа е согорување на калории преку активности кои што не се вежбања, ама е пример нешто околу работа или домашни активности. Плюс неговите тренинзи што си ги прави за сила и кондиција и отприлика 4 до 5 трчанки неделно. Му треба доста енергија за да успее да ги издржи сите овие стресови. Во овие калории гледавме протеинот да е на доста високо ниво, 2,5 грама од 1 килограм. Најголемите причини за ова се пред се да остане сит, да не биде гладен, исто така да задржи мускул додека е во тој дефицит и главно поради процесот TEF или термичкиот ефект на храната, каде што кога телото го дигестира протеинот, троши најмногу енергија. Имам многу истражувања кои што покажуваат бенефити од исхрана со висок внес на протеин. Почнавме и со креатин 5 грама на ден, исто така треба да пие 3 литра на ден минимум вода, доста да ги посолува своите јадења. Тоа се дел од точките кои што треба да ги следи на почетокот. Околу тренингот, иако напоменав кои тренинзи ги има, сепак додававме и вежби за стомак на крајот од тренингот 3 пати неделно. Еден ден ќе работи со високи повторувања и вежби со сопствена килажа, другиот ден ќе работи изометрија или статика, статични вежби кои што многу помагаат да се зајакне јадрото во сите агли. И на крај имаме исто така вежби со додатна килажа, каде што ќе прогресираме или преку накачување на килажата или преку додавање на некое повторување со истата килажа. Додадените вежби за стомак се најмногу поради тоа што Виктор во своето минато се нема посветено премногу да работи на стомакот, па затоа сакавме и 3 пати неделно изолацијски да ги удри стомачните, за да го работи тој мускул, пошто како сите други мускули, стомачите исто си бараат стрес и работа во изолација, па затоа се решивме да го направиме тоа во овие 45 дена. Еве сме 2 недели после иницијалното мерење или тестирање, па да го прашаме Викса и да видиме како иде се на вага, обем и сето тоа. Викса, како иде? Сега иде добро, па ќе видиме за наредните недели што ќе се случи. Дали следиш све по планот? 90% да. Што би рекол дека потешко е хранава или мислам вежбаше сега секој ден, ама имаш и екстра сега ствари што ги вежбаш. Што е потешко? Исхраната, дефинитивно. Ајде да видиме сега колку кила си, па ќе збориме за други работи. 97,10 негде, значи на главно срце може да е 97 или испод, со оглед на тоа што мислам дека ми рече креатин не пиеше пред да почнеш, така? Со оглед на тоа и по планот да речеме дека 500 грама неделно е сосема доволно и супер за некој така прогресивен полека намалување каде што нема да изгуби многу мускул, ама дефинитивно ќе треба малце поригорозно да почнеме од следниве за да успееме целта да достигнеме за овие 30 и колку 2 дена ни остана. Ај сега да видиме обем и масти да измериме. Као што можеме да видиме, обемот кај неговиот струк е намален за 7 см, што тоа е искрено одлично. И другите параметри се намалени, но тој ни е отприлика најбитен. И исто така, кога измеривме масти со помош на калипер, имаме исто така намалување. Иде добро, мора малку поагресивно сега да идеме уследниве 2 недели и мислам дека ќе направиме сериозен прогрес. Се одеше добро, додека не идовме на еден проблем. Еден месец до Хайрокс
игра мал проблем, се случи. Ова значи дека нема да троши толку калории и ако продолжи да јаде исто, а знаејќи го Виктор, дефинитивно има шанси да ги врати некои од килограмите на вагата. Бандажирам, масирам, ставам облови, правам се што можам побрзо да го оправам. Ова значи дека не можам да трчам, ама ќе гледам да следам исхраната, плюс да правам повеќе стомак, апер и тоа чекава кардио. 3, 2, 1, ајде. Треба да зборам, а не зборам. Чудна ситуација. Не можам. Не можам бе. Не може бе брат. Ке ми излезе позади го можеш. Бачуваш екстра сега пошто го свитка слободни, не може да трча. Не можам ништо брат. Сега стомак иде после ова. 3 по 25 ситапс. Збет леле пепа. Мајшо, најомрзениот дел увижуе ми се стомак. Леле мајко. Не можам да се крил. Уште една 10 можеш? Ајде бе, јаки луѓе сме. Ова е изија, остапче. Секогаш е опција апер да се работи кога има повреда на долни екстремитети. Плюс стомак да се поработи малку повеќе. Ја сум ја. Фокусот е на мускул, ама со тоа и нели ќе трошиме калории, што во неговиот случај е исклучително важно за да успееме да ја достигнеме целта покрај оваа голема препрека. И еве сме после 35 дена од кога почнавме овој предизвик и ги гледаме бројките моментални на Виктор. Као што може да видиме имаме одличен прогрес во бројкиве. Викса, ти како се осеќаш? Што мислиш колку имаш намалено во обем од првиот пат до последниот пат? Во обем мислам дека имам 10 сантима. Да, тука се 11 сантима во обем, што е прилично импресивно и добро. Сега во последниве неколку дена со нашата стратегија не е најздраво така да се прави, ама сакавме да видиме колку може да извадиме од него максимум за тие 35 дена. Сите бројки се намалени драстично. Сега да видиме главното зашто сме дали Викса извади стомачи. И би сакал да оставиме на публиката да одлучи дали Викса има стомачи и дали си ја заслужува награда. Сега. И- Велам гледачите ќе помогнат у мојот. Али исто така Викса умира за една палачинка. Гледаме што побрзо го завршиме ова диде да јаде палачинка. Прво што ќе правиме пулап, се надевам Викса има енергија у него пошто кратевме јагле хидрати деновиве, па да проба со ова. Ми надјава пат колку направи 10. 10. Ајде, мајде, разведри се малце и дај се од себе, ајде. Пробај, уште, дори немаш фул брат. Браво, 15, пробај уште едно. Ајде, тегни. Браво. Браво, 15. Ќе пробаме сега да направиме максимум дистанција во 2 минути. Мислам дека минатиот пат направи 4, така да пробаме сега да видиме колку ќе 4 и еден брбис. Ајде. Ајде. Океј. Искрено многу ме изненади колку успеа да даде ефорт на оваа вежба, затоа што е исклучително тешка, исто така е дехидриран, изморен од цел ден работа и плюс со малку енергија. Тоа дефинитивно покажува карактер кај Виктор пред се друго. Тоа имаш палачинче и пицичка и све, ајде. Знам дека немаш енергија. Ајде, не мораме, ајде. Браво. Јак пол, 6 пол, јак. Браво, готово. Браво, са. Тоа, полачинка да. Одморам натака. Успеа да направи 4 и поише од и пол дистанци. Пак ја напоменам, нема многу енергија, поради тоа што ја гледах да ги скративме и ова е доста импресивно искрено. Да ги прави утре заутре кога ќе врати барем малку вода, ќе се хидрира и ќе напуни пак мускул и енергија со хидрати би бил многу поле. Секоја чест стварно добри резултати и си гази човек. Сега да ги цирнеме сликите на Викса од пред и потоа, а вие да одлучите да коментирате на видеото дали Викса направи стомачи или не. Како и да е, искрено многу сум горд на дисциплината што ја покажа. За повеќе резултати реално си бара повеќе време да се држи континуирано ова темпо, а вие дефинитивно кликнете subscribe. Наша цел е сега да стигнеме до 1500 сабскрајбери, а кога ќе го достигнеме тоа, имаме едно големо изненадување за вас. Така да тоа ќе објавиме у скоро време, кликнете subscribe, шернете го видеото и гледаме следното. Поздрав.